Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Струмичката агенција за обезбедување изминативе 2 години земала тендери на сметка на граѓаните во висина од над 21 милион евра. Покачувањето на цената на електричната енергија е резултат на високите тендери кои ги добива Струмичката агенција за обезбедување од универзалниот снабдувач за електрична енергија. Истото се случува и со народните пари кои ги добиваат преку тендерите од општините, кои се под водство на СДСМ, како институциите СОЗАРА и останатите институции кои што исто така се под водство на СДСМ. Изминатија неколку денови јавно обзнанивме десетина тендери кои ги земала оваа Струмичка агенција за обезбедување и на сите и повеќе од јасно име дека се несразмерни во однос на сумите и она кое што го вршеле како услуги. Гледајќи ги тендерите, сериозно мирисе и остава сомнеш дека се испумпани пари преку овие тендери и оваа агенција на конто на семејството Заеви, а сето тоа на трошок и грб на граѓаните кои што ги плаќаат овие пари. Од тука сакаме јавно да повикаме до институциите кои се под водство на СДСМ, кои ги имаат канџите на СДСМ врз нив, кои сепак се нивни соучесници, да се одважат, да се оттргнат од нив и да отворат случаеви за сите сомнежи за испумпување пари. Над 21 милион евра пари на граѓаните се испумпани од институции и од универзалниот снабдувач, граѓаните плаќаат повисока цена на електрична енергија и нормално граѓаните тонат во сиромаштија. Антикорупцијската комисија, јавното обвинителство, регулаторните комисии, сите молчат и со месеци ги нема да застанат очи во очи на криминалот. Практично, на еден начин се соучесници. Повикуваме уште еднаш да отворат случај за сите сомнежи за криминал и испумпани пари, бидејќи се работи за пари на граѓаните. Во спротивно, сите овие институции и нивни функционери се соучесници во целиот овој криминал. Благодарам, повелете прашања. Господин Арсовски, Заев и Ахмети денеска на лидерска средба се очекува да ја објават владината коалиција, дека е постигнато парламентарно мнозинство. Ваш коментар околу ова релативно бргу се чини ја договорија коалицијата, староновите партнери, и како гледате на информациите дека клучни места од типот на МВР ќе припаднат на ДУИ? Во овие моменти не би имал што да коментирам подетално, би почекале во текот на денот да излезат официјални информации и детали, бидејќи изминатиот период кој што помина откако почна на некој начин преговорите помеѓу СДСМ и ДУИ, гледаме дека ги држат граѓаните и јавноста без информации, сето тоа го работат тајно. Така да сите подетални коментари ќе ги дадеме кога ќе ги видиме деталите од наводниот или можен договор кој што би го објавиле доколку би го објавиле денеска. Благодарам.